Иако проектот за изградба на социјални станови во Кичево беше прогласен за завршен во септември 2024 година, се уште не е познато што се случило со овие објекти и зошто тие не се ставени во функција. Проектот беше реализиран од Сдруженијето за граѓанска иницијатива од Прилеп, во соработка со Општина Кичево и со финансиска поддршка од фондовите на Европската унија. Според планот, корисници на овие станови требаше да бидат околу 30 семејства од ромската заедница. Проектот програма за социјални станови за роми во Кичево е дел од ИПА-2 програмата на Европската унија, а реализиран од Сдружение Центар за граѓанска иницијатива од Прилеп во партнерство со Општина Кичево. Овој проект започна со реализација во 2021 година и во рамките на овој проект успешно се изградени 30 социјални станови, каде што се вдомени 30 ромски семејства или околу 150 лица. Зградите, иако изградени во населбата Иванидол, сепак продолжуваат да останат неискористени. Во тоа време беше представен и спот во кој на едно ромско семејство символично им беа предадени клучевите од новиот стан. Благодарни сме на овие станови што ни ги дававте, од и во Прилепске не се живеат. Благодариме од сите нас вака што сме. Фала ви за убајте станови. Друго нема што да се каже. За бајот живот што ќе го живееме во ова место. Во меѓувреме, жителите на населбата Прилепска во Кичево, област која често се соочува со поплави поради близината до реката Зајас, бараат ветените станови да им се стават на располагање на семејствата кои имаат потреба. За кај станот ваму ја бе прв на листата. Од комисијата ми се јавеа, дојдов. Ствима натер гледав мене, од друго све кучите ми ги дадоа, после кучите ми ги зедоа пак. Да се клај струја вода, ни струја ни вода, 3 години изгора, ништо тоа. Ќе одам? Мора да одам. Долу 2 дена да забрат, третиот ден поплава фајчат. Ова не е едношка. Што да е? Барака, било што да ми дај, само да ме смешти. Не можам, немам излаз јас. А да се жалеме. Што треба тој што ни обете, дека вамо во Иванидол не ни обете, предходниот градоначалник се извинува дека ни обете, али од тоа ништо не се стори. Таму уште нема ни сместено, нема ни ништо наместено. Овој градоначалник вика дека немало удобно за живење таму, а каде ќе одиме? Овие што ни се доделени, причината за станот, сме ги платили по 200 евра документи сме платили. И долу ние немаме за живење каде. Тоа на лице место, 2 пати поплава не пати. Значи ве молиме, сакаме, ние сите од овака што сме, да си оиме во станови. Нека се снајдат тие кај знати што. Значи јаве на лице место се гледат натре све на цименто. Надворе што све еве гледате самите вода, со извинење, пислоци, нема што нема. Овде веќе ние немаме пристап. Немаме пристап за живот. Ние го молиме градоначалникот што побрзо да не обезбедите. Доколку градоначалников може да не смести, слободно денеска нека дојди со багерите, нека ги рушит. Ама првен да не наместит. Зашто тој ние кај соиме, сега немаме кај доиме. Немаме сега кај доиме. Слободно, ама да не обезбедите. Барам по една соба, 2 соби, ние не бараме кујчи палати. Неодамна, градоначалникот на Општина Кичево, Александар Јовановски, во изјава рече дека овие објекти не се безбедни, без да даде повеќе детали за нивната состојба или за чекорите што ќе се преземат понатаму. Минатата администрација на локална самоуправа се обидела ги изградила тие станови со не знам, некаква си фирма одбитува, меѓутоа од она што го знам и од увидот што го направивме таму нема струја, нема вода и нема технички прием. Во разговори со оштетените еден дел што се сега во моментот сместени во спортската сала, спомнаа дека и некои од нив имаат сознание дека техничкиот прием не бил извршен, бидејќи не биле соодветно изградени. Така да од она јас што го знам на терен не е проблемот само да ги приклучиме на струја и да ги однесеме, меѓутоа стравувам дека може да се случи и поголема несреќа, доколку пошто тие се монтажни објекти, доколку нешто не е уред, не знам, пред неколку години се изградени, ќе треба да се направи стручен увид, стручен надзор, да се побара инженерско мислење дали воопшто се употребливи, да не направиме уште поголема штета. За да добие повеќе информации во врска со ова прашање,
телевизија Ускана се обрати до Сдруженијето за граѓанска иницијатива, но до овој момент нема добиено одговор. Исто така, телевизија Ускана ќе се обрати и до амбасадата на Европската унија во Скопје, бидејќи проектот е финансиран од фондови на ЕУ, со цел да се разјасни ситуацијата околу овие социјални станови.